сме нарекли незналици. Јас ќе се задржам само на таа постула. И еве и зашто. Вие сами се тврдите дека 2 години многу работи на државните и локалните органи не им се јасни. Дека во овие 2 години многу луѓе донеле судовни листови и државата и локалната самоуправа не може да утврди што е вистина. Значи, употребите зборот не знае. И тогаш нашето обраќање кон вас како власт, како незналици, не е истинско. Не одговара на истината. Споменате дека градоначалникот избрзано дал изјава веднаш после пожарување. Да. Затоа што и него многу работи не му биде познат. Што е незналица? Незналица нема исто значи што него што не знае, мола. Она ведува конотација. Незналица е секој оној што нема доволно информации за да ја утврди и да зборува согласно со истинските факти. Не е тоа моето толкување, тоа е незналица. Во ред, едно од значењето на незналица е баш тоа што јас го кажувам. И ако веќе градоначалникот не знал која е фактичката состојба веднаш после пожарот и ја дал избрзаната изјава која што самите рекате, но што личи следната изјава која што градоначалникот е даден 11.2.2013 година. 2 недели да ги утврди фактите и состојбата. Рекол, оптимистички гледам на работите. Јас сум уверен дека ќе најдеме сите законски промени ова лето, оваа градежна сезона. Таму работата се заврши. Зошто би чекаме? Но мора тоа законски да го направиме, што го легализираме објектот, ќе процениме доколку има луѓе да сакаат да помогнат, секако тоа ќе биде прифатено. Значи 2 недели после пожарувањето дава мисија. Ветува дека во летото 2013 година планинарскиот дом Копања ќе биде изграден. Ветува че нема ништо лошо. За потоа од официјалната говорница на ВМРО ДПМН на 25.12.2013 година да биде дадена следната изјава. И ние имаме катастарски лист. Врз основа на тој катастарски лист ќе кажеме дали локалната самоуправа постапува во рамките на своите законски надлежности. Во потоа се продолжи. Ветувањето е едно, лажењето е друго, а работењето и оспорувањето на дела е трета работа која граѓаните препознаваат и наградуваат. Изјавата беше дадена во контекст на планинарскиот дом Копања. Оно што мене ме интересира дали ова изјава се однесува на претходната изјава која што цитирам, подадена е од страна на градоначалникот Алевски. Дали се однесува на неговите ветувања, на неговите лажења, на неговите незнаења. Не е така едноставно. На почетокот со своето обраќање реков тоа не е постапка за легализација. На крајот од своето излагање рековте ова е постапка на легализација, само не утврдуваме титула, не утврдуваме габарити, не утврдуваме урбанистички планови. Што е вистина од вашето обраќање? Дека видиме записникот. Првото или второто? Нормално дека е ова почеток на легализацијата, нормално дека е ова фактички давање на урбанистичка согласност од страна на општината. Кој што беше колку со законските одредби да даде 6 месеци после поднесувањето на барањето за легализација. Касниме, колеги милошевски, касниме многу, касниме благодарение на неажурноста, на алкавоста, на незнаењето. Пред се на одговорните лица во општина Битола, на прво место градоначалникот на општина Битола господинот Алевски, на второ место на овој совет, односно на владачкото мнозинство. И преку тоа каснење вие не можете да помине. Кој е резултатот?
Битолчани понатаму се без својот планинарски дом копање. Жално. И то веќе видена приказна. За мен ова е дежаву и го доживував со шичарата на пениста. 5 години истото го правевме како со копање. Не сега, денес, сутра, малку покасно, 5 години поминаа да ги направите. За на крај, сето тоа да биде прикажано како херојско надчовечко дело. Ја пуштите шичарата на пениста. И ќе завршам со зборовите, сето ова што се случи во овие 2 години е стравната за граѓаните на општина Битола, стравната за нас како Совет. Ај така се појдине го споменам. Реплика за Нош.